ќе имаат можност граѓаните да бират, да знаат повеќе и да има полојална конкуренција во сите маркети. Нормално, дека веруваме дека ќе има таков успех во кога ќе се создадат условите. Мислиме дека уште нема доволни услови, зашто за таков начин на транспарентност на објавите на цените сигурно ќе треба дополнителен кадар. Знаеме дека во Македонија имаме голем проблем за кадар и автоматски на сите маркети ќе им создава проблем во делот на човечките ресурси кои веќе ние како комора години наназад веќе ги имаме направен како голем проблем во Македонија и во регионот и мислам дека автоматски ќе има проблем со извршувањето. Знаеме дека е период кога треба да се направи новата пресметка на кошницата. Таа е веќе колку што имаме информација од Министерството за економија и подготвена. Дали имаше потреба од нова пресметка на потрошувачка кошничка? Веќе месеци наназад имаме несогласување со нашето мислење и со мислењето на сите чинители дека не е реална таа кошница. Меѓутоа, мислам треба да се формира една комисија која ќе по голема опфатна од сите чинители, за да знаеме како и по кој начин, по кој основа се врши или се процени таа кошница. Дали треба да биде како што е планирано за 3 члена? Не, ја мислам дека ние не можеме да ги намалиме. Сега не просек, не знам, ја немам статистички податоци, меѓутоа треба да остане ипак за 4 члена на семејството, зашто мислиме да не ги намалиме членовите. Ние не знаеме сега, веројатно тие што има повеќе потреба за такви артикли, сигурно има повеќе деца и требат во тој дел, мислам дека да остане на 4 члена семејство.